Во овие охридски сокачиња, љубовта не доаѓа гласно. Таа чекори тивко, со поглед, со цвет во рака. Пред секоја свадба има приказна. А зад секоја приказна има срце што прв пат ќе затрепери. Секоја охридска куќа, кога љубовта ќе созрее, се тропа наврата со чест и со образ. Ајде, повелете. Добар ден. Добри луѓе. Добре дојдовте. Добре ви дојден. Добри луѓе, добро дојдовте. Добро дојдовте. Зошто сте дојдени? Вака сте измачиле. Па се измачиме. Абе, децава наши се да сакат. Ние сте имале девојче за мажење, ние имаме момче за женење. Сега, момчево ни кажа, куќата е ова. Ама ние дојдевме татко да побараме изим, да ни дајте ќерка за синов. Како што е редот, така е редот. Сега ја не може ништо да одлуча за тоа. Треба ќерката да ја викна да ја прашаме. Така е, така е. И тоа да ви согласна. Да видите. Нека дојде ќерката каде. Ќерко дојди, ајде вамо. Ајде да ти чуеме. Еве, ја види убавица. Машала, да ти е жива и здрава. Ќерко, овие дошле да те побараат, си се залюбила со нивниот син. Дали е по своја волја или... Татко, јас сум од љубов. Браво, ќерко, ја од мене имаш согласност и со среќа нека бие. Ај со среќа, ајде да ја сега. Со среќа да му е, да ти грдосат. Ајде синко. Со среќа. Ајде, со среќа за тино. Со среќа, синко. Да се грдосате. До година со машко дете дојте тука. Кумо да има да крштева. Така ми како. Така е. Невесто, да те чуваат како цвет што те чувавме ние по градина. Со љубов и со радост. Дали сваќе вие ќе ни ја чувате с невестата? Да не се секирате. Ние од денеска, таа е наша ќерка. Чата наша е и домот наш и нејзин дом. Таа е наша ќерка, ќе биде чувана поиќе од што ја чувате вие, поиќе од очите наши. Фала ви, да се среќни, бериќетни, до година крштевки. Амин. Браво. До среќа, невесто. До среќа, ќеркичке. Со близни дечиња. Амин, Господе. Амин. Да сте среќни, Секој летенце, бериќетни, детенце. радосни. Заедно да остарите. Фамилија. Зетко, со среќа да ви е. Да ми ја слушаш, да ми ја чуваш. Као срце во дланка. Ајде сине и од нас со среќа да ти да све среќни. Кога син ти ме милува, заш ме казал порано. Сега си сум посршен. Амин. Ајде
да ве почастиме, да Ајде, наздравиме. Почастиме. Да се напиеме, Да наздравиме. Бидат благи. Поменете, облажете се. Да ни бидат младите благи. Ајде благ да му е животот како благо што го јадиме. Амин, амин. Ајде Господе Многу му даде дечина. нову дечина, ами Господе. Така само со радост исполни куќата. Ајде, Да се здрави, живи, векоити. Едну за век. Да бе, люта да сватера киева много. Домашна. Холандската е била. Тој се след колку години е спреман. Paze se rame dati reći. Там из дома. Се гледа домаќини. Koga si ti me milova, zaš me kazal od porano. Ден пред свадбата, неможените девојки од страната на невестата и зетот замисуваат леб, со што ја пренесуваат својата чистота и среќа во домот на младите. Лебот е символ на плодност и берекет. Денеска Меси ме погача, сваќа за свадба. Го жениме син ми. Девојчинава прекрасни, со нивната чистота, нека имет среќа и нека е среќно. Бајракот се символизира домот на момчето, нивната чест и подготвено за свадбата. Јаболкото на бајракот е стар символ на плодноста, жилба на младите да имаат здраво потомство и берекетен дом. Исто така, значи дека домот ќе биде полн со радост и напредок.
Печењето се прави утрото на свадбениот ден во домот на зетот. Кумот символично го бричи зетот. Символиката на овој адет означува подготовка на зетот за нов живот, премин во зрела улога, среќа и благослов, како и почит кон кумот. Ајде, причи го убо. Невестава да ни го сакат, ајде. Da ja gledaš, zete mili zete, da ja gledam. Ни го врате. Да го пресечиш, да ни го врате куме. Da ja gledaš, žena da ti vide, da ja gledaš, žena da ti vide. Погледни малку наваму, погледнемо, опа! Ајде, сете! Šeker da ja raniš, šeker da ja raniš, šeker da ja Полека, raniš. куме. Полека, куме, не брзаме. Јас мислам одма ќе ја даде невестава. За ваков зет две невести давет. Леле, колку си убав. На мајка личен. Ајде, посреди го, куме. Ти во мене се сомневаш? Не, куме. Прв девер се направи, сега ќе ми кажуваш. Zete mili zete, zete mili zete, zete mili zete. А, куме, лота ќе. Браво! Da ja gledaš, da ja gledaš. Престиш. Žena da ti vide, Навали се. Навали се. Ојде, дете. Ајде, која е? Ајде, на машарка, ајде. Стој, како не стој. Ајде, сете. Ајде, размисло. Онда веро. makedonsko devojče, kitka šarena, pogradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče? Ima, nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče.
majko pukat, radika se reka ori, svadbari se veselat, cela noć do zori, puški majko pukat, radika se reka ori, svadbari se veselat, svadba je golema, dene se žena. Се верува дека ако зетот се види јасно низ прстенот, бракот ќе биде среќен. Прстенот е символ за љубов и верност, додека ситото, домот да биде полн со изобилство, да се просее злото и лошата среќа. О, здраво! Здраво, здраво, за убава е да си се кердосет. Здраво! Среќа нека му е на младите. По невеста сме тргнале. По невеста така здраво. Ајде, Ајде, нека пара. Парите со кои што ја купуваат невестата не се вистинска цена за неа. Тие се знак на почит, љубов и сериозност кон семејството на невестата. Туркањето на вратата е символичен момент. Ја сакаме невестата, ајде! Абе, ајде! Пусте пари. Ајде, невесто! Ајде, за убава! Ако не чини за невесто, златна. Ајде, не, го нема. Ставај. Ајде, невесто, немам невесто! Кога невестата се носи кај младоженецот, облекувањето на чевелот на невестата од страна на деверот е прифаќање на новото семејство.
pačuka kako grom da udira, koliko ja na jasja ljubav zajesela radika. Silno ta pačuka kako grom da udira, koliko ja na jasja ljubav. Вратата се премачкува со мед да биде бракот сладок, да има мир и слога во домот, како и добри односи со свекарвата. Медот во традицијата означува среќа, благодет и изобилство. Носењето на леп под рака означува да се внесе храна и изобилство во новиот дом. Невестата да биде вредна домакинка и домот никогаш да не остане без леп. Седењето во скут кај свекрвата означува прифаќање, благослов, желба за љубов меѓу двете жени и почеток на новото семејство. Додека малото машко дете во скутот кај невестата ја означува желбата невестата да роди машко дете кој ќе биде наследник и да има здраво потомство. Јас сум пред 60 години на жена, така да ги памтам тие обичаи. Од кај девојката, прво пред 2-3 дена се месеше погача, така викана свајча. Таа се месеше без квасец и се редеше босиле. Погачата и таа се распоредбеше на сите млади што треба да дојдат на ред за мажење. Генерално, 2-3 дена пред тоа се чуваше и на вечерта кој се праша моминската вечер, се даваше на сите по некоја залти и сите генерално грабевме ко деца. Не знаевме ние што значење имат, ама како деца едноставно грабевме од тој леп. Кој ќе дојдеше денот проти свадбата, се правеше моминска вечер. Се собираа другарки од невестата, а после некаде кон полноќ, да речам, кон 11 сатот, идеја и од кај зетот. Ќе дојдеа од кај зетот, најблизните, а
невестата облечена нормално во невестинско, држија двајца ги викавне побратими. Не знам дали се уште тоа трај, побратими што требаше да ја предајат на зетот. Нормално го водеше орото прво кој ќе дојде кај невестата и за да влезет внатре кај невестата да ја земет, побратимите не ги пуштаја, мораше да платат некоја сума, ако ќе се инетеа младите и на крај ќе попуштаја нормално редот да се запази сам. И откој ќе земеа невестата, првото оро тука ќе го извија заедно и од дворот излегвеа надвор, веќе си ја земеа други зетот и уште еден друг како побратим што беше од неговата страна. И нормално веселбата продолжеше после кај зетот. majko Bukan, radika se reka ori, svadbari se vesela, cela noć do zori, puški majko Bukan, radika se reka
svi se veselat, svadba je golema, dene se žena, Jana je ljubava, momaja, zemam jaz, klapam silno neka udri zuli, neka vija, daj otkiten bardak majko, site da se napijat, klapam silno neka udri zuli, neka vija, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Cela noć do zori trapani se slušat, Jana moma oro vodi, svadba je deneska. Cela noć do zori trapani se slušat, Jana moma oro vodi, svadba je deneska. Така завршува еден ден полн со љубов, радост, обичај и заедништво, корените на семејството и новиот живот сплотени со чест и среќа. Во Охрид секој свадбен ден е повеќе од прослава. Тоа е патување низ традиција, љубов и семејство. Од замесувањето на лебот со немажените девојки, преку украсувањето на бајракот, подготовките на младите до свечената венчавка и радоста на орат. Секој момент носи среќа, берикет и почит кон корените. Македонските свадби не се само обичаи. Тие се живи приказни за љубов, заедништво и трајни вредности кои се предаваат од генерација на генерација.